Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Не замерувајте за печурката на глава и за се што се случува во овие луди карантински денови. Мислам дека ако ова потрае некаде до мај, во мај веќе ќе изгледа ова некако вака. Или ставите лайк на ова видео ако сакате во следното видео да си шишам на тројка. Сериозен сум. Или не сум. Али мислам дека колку ни доаѓаат луди идеи за овие карантински денови, колку ни е досадно, буквално све би направиле, така да и јас сакам да се отарасам од тоа и мислам дека буквално би снимал такво видео. Денес ги снимаме нешто што нон-стоп го барате и нешто што јас не приметив дека уствари толку прегледи на собрало пред една година или пред две кога снимано тоа видео. Кој тип на личности и тоа видео има над 300.000 прегледи. Така што бидејќи гледаме нон-стоп коментари за тоа, јас скоро заборив кој е тоа видео, решив ајде да снимам втор дел. Се надевам дека нема се повторуваат работите, јас гледав да наоѓам некои нови видеа, али сигурно некои ќе се повторуваат и од таму. Али како и да е, ова се нови видеа, нови тестови, така да. Велат дека постојат само два типа на луѓе, па ова е видеото каде што буквално цело видео можете да играте со мене, така да ќе се препознаете и вие дали сте тој или тој тип. Одиме на видеото. Океј, прво видео е со храна. Да, ова го имав, мислам дури на тамнејлот ова, ствари јас сум вториот. Чекај се, ова со disagree значи не си тоа дека повеќето се 14 или што значи ова? Да, значи повеќето се вакви, повеќето се како мене. Второво сум, секогаш ги кршам коцките, никад не ја гризам. Дали некој воопште ја гриза чоколадата така бре? Ја никад не го правам тоа. Ја мачкам бре, не ја зијам со прст. Ле, многу брзо иде, нема толку време за зборење бре. Ја ќе ги пауздирам. Ова сум деснаво, секад ја гризам. Добро, некад ја сечам, али кога ја сечам, не ја сечам на вакви кришки, тука ја сечам на ги сечам на онакви како да објаснам ко триаголници што се поиша неко вакви кришки. Добро, тука пола. Дали сакам кейк или капкейк? Кейк бре, дај ми торта, што ќе се залажувам со капкейк. Леле, ова сум и двете, зависи од расположение. Ако нешто многу ми се јаде благо, сум ова второво, дека го гризам. Иначе кога правам ова прво, мајка ми вика дека не сум гладен и затоа се глупирам. Знам и она белоно само да го извадам, што е интересно и да се го јадам само така. Без леле, кога ќе ми донесе некој чоколада, пример, мене роден ден ми или што и да е, кога ќе добијам чоколада со лешници. Никад не ги јадам и секад ги оставам или ги давам на некој друг да ги изеде. Јас секад сум јадел без лешници, не можам да поднесам, не знам зашто, али не можам да ги поднесам. Ете, 73% се сложуваат со мене. Бел бре, не знам ни ке нас дали воопшто има онаков. Да види ако е меко, сакам да ги изедам. Пример од Доминос, многу ми се свиѓаат оние кречињата што се внатре кога да се исполнети со нешто и преубави се и меки се. А пример ако е тврдо ги оставам секад. Али ако е убава пицата, ако е тоа е убаво за јадење, го јадам. Палачинки или вафли? Палачинки 100%. Дури не сум некој голем фан на американскиве палачинки, повеќе сакам нормални палачинки, али што е ова? Млечна бре. Чекај, не се тоа кажам за палачинки, што сакам да кажам за палачинките? Ништо, дека се сакам палачинки, поише вафли. И дека не сум фан на американски палачинки, поише сакам обични. Вие какви сакате поише? Млечна чоколада или црна? Млечна бре. Никај не јадам црна чоколада. Онаква поише како горчлива и како за готвење, како нешто. Топол сендвич. Секад ги топлам на тостер или во микро или во нешто. Тако или бурито. Ја ич не сум нешто посебен фан на мексиканска храна, така да тако мислам дека буквално ми е ко све едно исто. Кова да е само вакво што не е скроз затворена, ова е скроз завиткан. А сега може изборам глупости, може внатре се скроз различни, али за мене толку е нешто слично мексиканската храна, само е постојат едно 10 видови на виткање, али еве зашо тако немам јадрено, ќе кажам бурито. Добро, одиме, ова видео ни заврши, одиме на следното видео, тоа вика вака. Дали, ова сигурно ги имало и во минатото видео, али јас сум не овој што има 3 аларми. Сега ќе ви покажам. Не ги користам овие секој ден, али еве како постојат аларми. Пример, еве ако треба јас да станам во 9, ги имаш вака. И ги уклучуваш дока е 12 дори не се разбудиш. Така функционирам јас буквално секад. Со еден аларм нема шанси. Ја да навијам еден аларм и да се наслонам на тој дека ќе станам, нема шанси да станам. Ова е тоа со пицата, дали ги оставаш или јадеш цели, веќе го кажав тоа, така да. Шо е ова?
А дали ги складираш во фолдери? Нешто да, нешто не. Значи јас сум негде на пола, зашто пример социјални мрежи ги имам ставено во фолдер. Нешто друго кој Digitrон, кој нешто такви ствари исто ги имам ставено во фолдер, али имам многу што се вака раштркани апликации што ги немам ставено никаде. Така да повеќе немам фолдери отколку што имам, али пак сум некаде измеѓу, не сум ни тоа ни тоа. Ова исто го кажам, лел, дали бе некој зима сериозно така да гриза чоколада? Не зборам пример да ја гризеш за да ја гризнеш за да извадиш ред или коцка, туку да ја гриза онаква на ќош. Дали некој тоа го прави? Моето OCD така ќе биде уништено. Левото сум и за жал не можам да стигнам све да испотворам Pokemon Go или Pokemon No. Леле колку ми фали луѓе. Ако некој е со мене од самиот почеток кога јас почнав да снимам на овој YouTube канал, јас снимав Pokemon Go и толку тоа време ми фали, и толку сакам пак да уклучам Pokemon Go низ куќа да ги бркам покемони, зашто сега надвор не можам. Дали сакате да правам Pokemon Go видео сега? Едно носталгично, онака барем едно да се подсетиме. Дали да го правам тоа? Леле. Дали го решаваш судокуто или го се нервираш и престануваш на одма на прчета го шкрта. Судоку е ствари многу интересна работа, толку ретко го играм, зашто пример нема да земам сигурно весник и да барам судоку, туку треба пример наменски да ми текне специјално дека треба да решам судоку и да решам, а некако да ми е попристапно до мене би го решавал. Знам дека има и онакви посебни списанија што се цели исполнети со судоку, изгледа треба таква едно си земам, зашто стварно е многу добра ствар и за мозок, а и мене ми е интересно да го правам, али никад не би го оставил вакво, зашто OCD нема шанси да го искртам така. По подморница мислам дека више приметивте дека све ми е перфектно направено, така да и сите бројки перфектно би ги напишал само да се убаво. Така да левото дефинитивно. Некој ако ми каже дека јаде пица вака наопачки. Ако ми каже дека кога левото почнува тврдото да гриза подинатак. Дали некој тоа го прави луѓе? Значи пица се јаде кога на десното што е плавата пица. Дали некој го прави ова лево? Тоалетна. Десното. Дали некој остава ко левото? Левото секогаш. Многу би било too much секогаш да зијам онакви огромни слушалки да слушам музика. Доволно ми се овие. Што е ова? Дали гледа? Ова е лаптоп и телевизор. Леја колку не можам да приметам разликата. На телевизор многу ретко поврзувам со HDMI за да гледам нешто од компјутер. Иначе најчесто све гледам на компјутер. И серии, филмови, све можно. Дури на телефон некад. Сега ги оставам вака. Сега ако е ваква шиша, ако му е толку, ако е таква доле што му е, зашто не на сите кетчапи е така пример. Го оставам кај што би се читало на репницата убаво, за не се да е прегледно, зашто мора се да е перфектно, иначе како. Добро, ова е слично со тоа, го правам секад. Не, вака кога ми е сега ги оставам уствари вака. За пример, јадам бургер, ги оставам на страна, не ги шприцам цели. Шо прво ставам? Чекам, зашто ја не јадам вакви работи. Последен пат имам јадено бисквити со млеко, али тоа мислам со години немам јадено бисквити и млеко, бре луѓе. Али шо сум ставал прво? Сега сум ставал прво млекото. Ова знам дека е вечна расправија во светот што прво се става и буквално светот е поделен на ваков човек и на ваков човек, али јас сум тип на човек што го става прво млекото. Значи сум десното. Don't judge ако си левото. Левото сум, никад не ја варам цела банана, па ја јадам what? Лавче го јадам како десното. Шо е? Дали го варам тоа? Не, скоро никад. Ако ми е досадно ако речам да си играм со тоа, тогаш, иначе не. Доволку со книги немам толку забегано да ги редам по височина. Дури мислам дека и за книги ми изгледа побаво да се онакви, по арт ми е некако, а не вака се наредени, не знам. Не јадам суши, мислам дека никогаш не би јадал во животот, никогаш не пробам и мислам дека никогаш нема пробам. Може би грешам, ако вас ви е убаво, ете натерете ме во коментари, може ќе снимам видео кога прв пат ќе пробувам, или не, дефинитивно моментално не, зашто самата замисла дека тоа е жива риба внатре, јас ќе испопратам уште не голтнато. Леле, ова никад не го правам. Книга да извиткам нема шанси, секад бележам со онакво нешто. У принцип повеќето книги имаат онакво си имаат свој бележник, али нема шанси да свиткам книга така, шанси нема. Како е? Дали ова е сендвич? Па не го стечам никад го јадам цел. Ќе земам, ќе го гризам, нема го стечам на пола или на косо или whatever. Тоа ли е? Многу ми се некои нејасни слики. Шо е ова?
Дали редиш табови или ги редиш сите посебно Windows, кој би ги редил посебно Windows? Нормално дека се табови, кој би зашто би отворил посебни прозорци бе? Океј, ќе завршам ова видео тука, а се надевам дека беше забавно и се надевам дека не се повторува многу работи од минатото видео, али бидејќи премногу баравте да снимам втор дел на ова и дека имаше премногу прегледи првиот дел, решив да го направам ова пак. Кажете ми доле продолжете дискусијата од некој од овие работи и кажете ми кој тип на луѓе сте вие. А ние како и сегаш ќе се видиме во следното видео за многу скоро. Чао.